Стасавме до седмата епизода на Анекта. Овој петок за гостин го носиме доктор Ѓорѓе Хаџиангилковски, или познат во јавноста повеќе и меѓу медицинските кругови, но и меѓу луѓето како доктор Ѓоле. Со него зборуваме за менталното здравје кај младите, болестите на зависност, општо условите во македонските психијатриски болници и уште неколку актуелни социолошки и општествени прашања. Не заборавајте да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот канал на Анекта и исто така да се преплатите на Spotify. За вас е тоа бесплатно и можеби не значи многу, но за растот на нашиот подкаст тоа ќе значи на вистина многу. Уживајте! Последното истражување на канцеларијата на СЗО за Европа даде ни загрижувачки податоци, односно дека расте бројот на девојчиња од 11 до 15 години што имаат проблеми со менталното здравје, значи тие пријавиле дека често пати се чувствуваат нерасположено, имаат потешкоти да се сконцентрираат, немаат волја да излегуваат од дома, за разлика од другите европски земји, каде што исто расте преваленцата, кај нас скоро секој трето девојче од анкетираните има проблеми со менталното здравје. На што се должи што толку мали деца уште од таа возраст во тинеџерските години страдаат од менталното здравје? Менталните состојби, болести, нарушувања, расстройства, како сака да ги наречеме, не бираат. Нема кај нив годиште од до кога би очекувале некои промени, можеби кај потешките заболувања само, него се резултат на едно лошо живење. Кога ќе кажете за млад човек, веднаш се префрламе на родителите. Каква е родителската нега, грижа, воспитување, кои очекувања се пренеси на детето и како ги пречекува системот, социјалната сфера, нив кога ќе почнат од училиште наам. Кои очекувања тие ги имаат, а што можат фактички и да добијат како еден систем кој им не само ми дава образование, него дава една сигурност во животот која понатаму ќе искористат да станат стабилни и социјабилни личности. Кај младите луѓе тоа се вулнерабилни години, кај девојчињата тоа е пред пубертетот и период на адолесценција како најмачен, тежок, најкомплексен во развојот на личноста, кога во скоро еден кус период од некој 12 до 18 година веќе треба личноста да се оформи и од едно девојче да настане една жена која ќе може да функционира во социјалната сфера. Предизвиците се огромни. Веднаш нели ќе се префрлиме на мрежите, на тие настани, инфлуенсерството кое неверојатно има големо влијание врз развојот на детето, каде што испуштено од родителската грижа, нели, па и супервизија, се доживуваат себе си тотално отфрлени, несигурни, со изгубен идентитет, кој ќе видат оние невистински слики, нестварни слики, фантазматски слики во интернет сферата. А зошто е тоа така? Се идентификуваат со се што гледаат на социјалните мрежи или не можат да сватат што е реално, а што не? Детето впива. Детето е буквално еден сугер кој све околу себе следи, прати пасивно, не само свесно, пасивно, и на кого во тој период треба да се нудат, значи, вистински модели, прави модели. Значи, луѓе кои се, кај што главно луѓе би требало да имат родителите, кај што ќе интегрираат во себе една стабилна слика на себе си и во однос со родителот. Таа дијада мора да постои, или тријада, родител, мајка, татко, дете. И кај момчињата, кај девојките особено, се случува да го прескочат тој период и веднаш да влезат во сфера на идеално, нешто што е идеално.
идеални пропорции, идеални услови, идеална заработувачка, лесна заработувачка и да се прерипа оној период на напор, зашто животот не е убавина, не е игра. Животот е напор, учење, достигнување резултати, такмичење со своите врсници. И затоа на еден ваков лесен начин кој ќе видат дека тие не може да учествуваат во тој систем, него само го абсорбираат несвесно и во нив нормално да предизвикаат една нереална слика, како што го кажуваш, во однос на тоа што е реалност, што е фикција, нели? Што е виртуелност. И тука, ако не успеат да најдат една дистинкција меѓу тој нереален свет и она што е реалност околу нив, која многу ги разочарува, нели? Детето расте преку кризи, да се разочара во светот на возрастниот, за да стане самата личност, да стигне една позиција да може сама да одлучува за себе, што овој процес е спречен во современото време. Тогаш што треба да се направи? Не знам, социјалните мрежи треба ли да се лимитираат или тие се одлични социјалните мрежи, не смееме да ги пипаме. Меклаун уште 60-тите години кажал, значи човек што ги следел овие јавните институции, јавните форуми, рекол преку тогашно време телевизијата и радиото, ја гледаме стварноста во која живееме. Така и ова е нашата стварност. Постоење на такви институции во смисол на визуелни атракции кои децата се навлекуваат нели на нив. И тоа е нивно бегство од една реалност која е многу лоша, поготово кај нас. Мораме да си го признаеме. Од слаба родителска нега поради една екзистенцијална борба да се преживе до школото кај што има незаинтересираност на професорите да учествуваат и во тој воспитен процес. Не може само родителот, родителот е одговорен за воспитување на децата, али наставници, професорите одбиваат да ги воспитуваат нив. Јавно кажуваат, не сме ние овде да ги воспитуваме вашите деца. Али тие имаат воспитна улога, зашто се тој процес на идентификација завршува заедно со нив, нели? И едно дете кој ќе чуе дека една инфлуенсерка, нели, вештачка целата фотошопира направена, дека заработува 5 до 10 милиона евра годишно, стану си викаат зашто ја да учам, зашто јас да работам, зашто јас да се трудам во овој свет. Кога начинот е друг и нормално настанува на разочарување, зашто не може да изгледа така, пошто се тоа се нереални слики и не може да го постигне тоа ниво на паричен успех, нели? Кој денеска е број 1, парите се број 1, нели? Тоа е успехот во животот го мериме според нивото на заработувачка и начин на лагоден живот. И таа една негативна слика сигурно се одразува и кај нив. Добро, ама тоа да речеме не, сега може би поизразено поради интернетот и социјалните мрежи, ама лажната слика за светот и за како нешто треба да изгледа, па и децата имали претходно, нели ги спомена тогаш медиумите во 60-тите, ние некои други генерации растејќи гледавме списанија, модни реви каде што жени требаше да бидат size zero, така што проблемот постоел, ама сега е многу повеќе нагласен затоа што се тоа што е совршено е многу достапно. Така е. Значи, еве, јас ќе се напратам на моето детство през илјадници години. Колективно беше тоа, дружење, социјални интеракции меѓу себе. Се одвиваше во една група врсничка, нормално uz супервизија на родители кои беа присутни во нашиот живот. Тогаш се работеше од 7 до 2. Не се работеше да ги нема родителите со недели дома и да немат. Ќе си дојдеш дома, ќе си отпееш све што се случило, како се случило. Родителот знаел кај си, што си, со кого си. Така, па верувам дека и својата генерација тоа исто го има претрпено. Така да владеат едни други вредности и други односи. Не ќе да кажам патриархални, нели, таткото како глава на породица, на фамилија, на семејството, одлучува за све, имаше и тоа, али во принцип односите меѓу нас беа јасни, видливи, реални. Се скараш со другар, па
поидеш се жалиш кај друго другарче, па го говорате него, па ајде да се смирите, па знаеш, све едни убави релации кои водат кон разрешување на некој конфликт. Овде што конфликт да разрешиме кога гледаш празни слики и состојби. Така, значи све е фикција, све е фантазија која е агресивна према нас. Фантазијата е секогаш агресивна кон нас, ако не води кон некое однесување, нели, планирање на живењечката. Али другото све што го замислуваме е агресивно према нас, не ништи. Зашто не можеме да одговориме на таа идеализирана слика. Недостижно е идеализирана слика која сме си ја претпоставиле себе си. А никој тоа не ни кажал дека врска нема, дека тоа е лага највеќе. А зошто девојчињата се посклони на такви влијанија од општеството и од социјалните мрежи за разлика од момчињата, да речеме? Па, мислам дека полека се приближуваме и машкиот свет до таа слика, а и најверојатно индустријата удира таму кај што е најтенко, а тоа е една млада девојка која почува да се развива, која почува да станува жена, нели, првите одлики на жена, секундарните сексуални карактеристики ги добива и тука е многу лесно да се продре, да се пенетрира на овој начин и затоа и нападнати се, наједноставно девојчињата се нападнати од една неверојатно агресивна кампања да примаат нешто што не може да го постигнат. А да бидат, нели, вечни тие лајкови, чуда, свашта, нели, се што да се даде за да тој што е во центарот добие што повеќе пари, нели? Добро, тоа понатаму се движи кон стресот на една веќе возрастна жена во деношно време дека треба да може да прави се, да биде мајка, да има и кариера, да има и социјален живот. Негде прочитав, жената е роб на човекот, на машото. Малку е променета таа слика, али не сум сретнал дека ретки се тие некои жени што успеале да станат CEO, нели, да бидат независни, економски и секако, да може да управуваат со себе си и со околината околу себе. Буквално таа жена мора да заработува, зашто не стига една плата, мора да работи, тоа најтешките работи ги работат углавном, најниско ниво, пониско се платени и дома не се очекува, дај ручек, нема тука милост. Некој да стане или собери ги тањирите, после ова нема шанси, тоа кај Балканецот, не, тоа не постои. Така да тука се многу во една тешка состојба жените, особено во овие делови, Македонија особено, па и Скопје не е нешто еманципирано. Не сум видел, ретки се тие жени што се еманципирани, воглавно се сами, без партнер. Мој аспект е тоа. И ретко во едно семејство со 2-3 деца, сопруг, кој мора да биде здрав, да заработува, да се бори, да донесува, ретко каде она може да си најде своето место, осим во овие нова релација. Работа дома, работа дома. Тоа е нешто што од секогаш постоело, мислам од секогаш постоело. Не постоело од секогаш, ама сега е поголем притисокот дека, како што спомена и самиот, мора да работат сите дома за да заработуваат како што треба. Од друга страна, нели, сакаш да имаш време за себе и за друштво и за се. Така е, во право си. Мајката, мислам дека е тука запоставена. Мада гледам дека во задниот период сум забележал, не знам дали ковидот го направи тоа, имале тие измени што ги направи на психолошки план кај луѓето, да децата се повеќе и повеќе работат. Нема шетање на факултети, па ќе студирам 10 години, ќе уживам од родителите, како што правевме ние во социјализмот, него директно се вклучени во системот на општеството, почнуваат од најниски работи, се да допринесат дома. Мислам дека сожалувањето на мајката го допринесува тоа да они почнуваат од чувство на вина, да почнат рано да работат и да влагат во... А колку е важно тоа за еден млад човек да почне да работи многу рано, затоа што уште гледаме примери каде што живеат со родители и зависат од родители, можеби не е толку често, но колку е важно за индивидуа, па и ментално да се изгради и да порасне во зрел човек, самото работење од најмала возраст.
Зборам најмала возраст 16-18 години. Немаме ние толку добро работат по кафичи или шанкери, што го почитувам многу. Скопје е преплавен со деца од провинцијата кои дома немаат буквално за храна, пошто уништена ние зборам за источниот дел на Македонија уништена и таму луѓето се или во странство или доаѓаат во Скопје, зашто нема никаква мотивација и живеачка таму. И тука веднаш влегуваат тој систем на вработување и истовремено и учат и работат и се одредни личности. Неверојатно како е тоа зрела личност која има испланирано својот живот, која точно врши една проценка на своите капацитети и можности, поготово во тој IT секторот, многу деца млади се најдоа. Сега гледам нема ни потреба од завршување на факултети, него само образование, некој курс ќе се заврши, многу од странство ги изнемуваат, нормално, поевтина работна сила, малце е тука, али да го искористиме тоа. Ако некој IT инженер се плаќа 5000 евра во Канада, кај нас е 2000, али за млад човек од 20 и некоја година, тоа се огромни пари. Зборувам се малце како политичар, ама во принцип тоа допринесува да брзо се наоѓаат во системот на возрастница и успева тука да постигне стандард на живот кој ги прави стабилни и убави личности. И тоа многу го почитувам. Си имаат љубовни проблеми, некои имаат проблеми со зависности, некои имаат така, ипак млад човек подлегнува на, поготово кокаинската сега криза е страшна, огромна. Порано се боревме со хероинска епидемија, сега се бориме со кокаинска. Марихуаната ајде ќе гледаме како поблага форма на зависност, ама ме загрижува малку зависноста од кокаин, бидејќи е лесно достапен кај нас. Деца 21-2 години кои заработат енормни пари, односно она што може човек да си го замисли, и фрлат на глупости, преоѓаат на коцка и така да од тој домен добиваме една патологија која ние мораме да ја третираме и лекуваме. Али огромниот дел од младината која е вработена во IT секторот сега, тоа се илјадници деца, млади луѓе, изоредно функционира, има свој прогрес и така. Сакав малце подоцно да те прашам за болестите на зависност, ама бидејќи спомена и самиот, која е разликата, бидејќи тоа не беше многу одамна хероинската епидемија па и не во држава, во целиот регион, со ова сега, затоа што веројатно затоа што има многу повеќе млади луѓе што повеќе заработуваат, затоа што тоа не е ефтина дрога. Хероинската криза почна со независноста. Илјадници луѓе потпаднаа под неа. Уништени животи. Тоа се сега луѓе околу 45-50 години кои се тотално уништени, пропаднати. Многу од нив починати директно од хероинот или од последиците од болестите кои хероинот ги предизвикува како зависност. Стотици се на метадонска програма, нели заради заштита општеството им дава метадон за да не одат полиција да не убиваат и за да дојдат до пари и до средства да купат хероин, кој хероинот им некако пресуши. Прво и самите луѓе се гледајќи, младите луѓе гледајќи како се распаѓаат зависниците од хероин, од опијати, опиоиди, преидоа на пософистицирани дроги. Марихуаната исто, продорот нејзин, сигурно изврши влијание да се намали, пошто марихуаната сепак има едно задоволство кое ви дава можност да немате потреба од други дроги, така да ипак, а сепак е поблага дрога која прави психолошка зависност, а никако зависна, физичка, така да многу голем дел од неа продреа во тој дел. И амфетаминската останува, значи амфетамините се произведуваат, се внесуваат, лабораторија гледаме кај нас почна да се прават, која е ужасна, затоа што прави психози, тешки состојби психички, кои барат ургентно лекување, иначе личноста може да се распадне и да преде лесно во шизофренија.
тешка душевна болест, и кокаинската која така. Една групација на бизнисменска, една групација по-богати дечиња кои сметаат да еднаш неделно ќе си доживеат едно задоволство за многу скапи пари. Али тоа задоволство трае неколку часа, за да после 3 дена си ти тотално дисфункционален. Зошто е тоа една така? Депресија ужасна те опфаќа, една криза психолошка, зашто допаминските рецептори се испразнети потполно и личноста паѓа една депресивна криза која е многу опасна од суицидален аспект. Што значи тоа, дека од некоја голема доза на среќа, на еуфорија, стануваш утредента и го нема тоа? Така е. Има само чемер, депресија и очај. Толку е депоата на допамин се троши, тоа е хормона на среќата, покрај серотонинот. И тоа е тоа количество. И ако тоа е распределено на години, а вие го потрошите за една вечер, плюс алкохол, нели, кој обично иде заедно со него, онда утредента нормално е да бидете во очај. Ама луѓето имаат некаков впечаток дека освен хероинот, што знаеме, нели, и како изгледаат луѓе што конзумирале хероини, дека од тоа може да се добие хепатити, многу починале. Така. Луѓето не сметаат дека конзумирањето на другите дроги се зависност. Апсолутно. Не, значи, збориме за физичка и психолошка зависност. Физичката зависност, значи, кога е хероиноман, он мора да земе дрога. Не може да не земе. Такви се тоа болки во кичма, во рбетот, во препотување, страшна желба да се земе, која е неизмерлива, која не можеме да ја осетиме, нели drug craving, што се вика, американците го крстиле. И тука нема милост за никого. Он мора да најде. Како што ми велеше едно дете уште 30 на години. 1 грам имам во чеп, 1 грам имам у мене, 1 грам го барам низ град. Морам да го најдам. Иначе, утре сабајле ќе станам здрвен, коченет, болки ненормални и морам да имам. Нема начин како е. Прво ќе почне со питачење, како што ќе опфаќа кризата, ќе почне со агресивност. Да напаѓа деца, стари луѓе, така да да речеме, у тоашно време имаме податокот, од 1600 затвореници во затворот во Идризово, 1000 беа млади хероиномани, заради тешки криминални дела за да допрат до дрогата. Сега е веќе друга состојбата, затоа што е ова психолошка зависност. Ќе се скриете дома, ќе легнете и ќе чутите, знаете што ве чека, некој се самолекува со безопрепарат или како знае, како уме, а некој што ќе заглави, нели, што ќе бара постојано таа награда на задоволство, тоа е пак нели проблем на наградување на организмот, ќе побара и помош, што е ретко. А на долги стази кои се проблемите што може да настанат од конзумирање на кокаин? Осиромашување со депресија и психози, нормално. Зашто кај се чепка допаминот во мозокот, секојаш е можност за психотично расстройство. Тоа е една паралелна халуцинаторна слика, губиток на контактот со реалноста, страшна агресивност, поретка е, али се случува. Негде само 20 до 25% од зависниците, сепак се тоа зависници, од амфетамини многу, повеќе, али и од кокаин. Од амфетамини претпоставувам поради цената на самата дрога има повеќе. Тие се ефтина, да, тоа е 500 денари да бавувате. Не знаете што купувате, кристал ли е, што ли е, Господ знае, што ви подметнуваат. Никој не знае тоа, никој не го обработувал. И се носат од секаде, највеќе од Болгарија, и страшни психолошки проблеми прави. Може ли да се каже и самите, мислам, и други, и алкохолот, дека се зголеми употребата и злоупотребата после ковид пандемијата, затоа што тоа беше на таква хистерија и седевме дома сите заклучени и ретко кој може тоа да го издржи психички. Чекаме американците да ги направат своите пресметки, нели? Пошто тоа е статистика, епидемиологија
на врвен тип, ние немаме такви проблеми. Лично во мојата пракса се зголеми бројот на депресии, анксиозни состојби и панични напади. Паниката беше во почеток, со една неверојатна хипохондрија, страф од болештини, која се јави во почетокот на пандемија да не сум болен. После се јави афтер состојба, значи на едни депресивни состојби, повеќе кои беа доста резистентни на терапија. Зошто? Ајде, да видиме причината. Најверојатно нешто се случува со рецепторскиот систем во мозокот, кој бара опарување по долг период на луѓе што прележале ковид, да имаат депресивни состојби, кои се потешки за лекување. И сигурно зголемен бројот. Дури и се спомиња дека и бројот на шизофренија расте. 1% од светската популација има шизофренија. Тоа е убиквитарно, значи цел свет е 1%. Кај дојде Африка, Америка, Северна, сегде 1%. Се смета дека почнува да расте. Особено во овој свет што го претрпе ковид. Се испитува, се следи, резултатите ги чекаме. Во однос на зависностите се створи една, значи во склоп на хипохондријазата и неконтролирано земање, особено на бензодиазепински препарати, ги знаете, диазепам, лексилиум, хелекс, добро познати меѓу нас, во некој вид на барање на смирување од стравовите и паничните настапи кои ги предизвикува самиот судир со една страшно непозната болест. Да, сакав за диазепамот исто да те прашам, затоа што лани имало издадено 1.300.000 рецепти. Тука некои од матичните лекари зборуваат дека и самите пациенти честопати доаѓаат и молат за да им се даде рецепти. Знаеме дека диазепамот пред одредено време можеше да се купи секаде во аптека дури да немаш рецепта. Сега, многу луѓе го пијат за разни работи, дали е тоа нервоза, стрес, патување, што и да е, а многу луѓе го пијат, па едно објаснување ако можеш да ни дадеш, затоа што некако немаме сериозно сватено дека диазепам не се пие туку така. Се слагам со тебе потполно, мада време во кое живееме е ужасно стресно. Тоа мора да си го признаеме. Але една борба за преживување, не за живење, него борба за не тоа е нормална компетиција, имам една работа, па се трудам кариера да направам, па ќе најдам друга работа, значи све доброволно правам. Него сум под притисок. Цело време фамилијата бара, децата бара, тука мажот мора да ставиме на прво место, зашто тој е, нели, донорот на леб од дома. Таа се вика и депресија на леб. Значи, кој го носи леб од дома, другиот е депресивен ради тоа што не може да допринесе. И мажот многу тешко го поднесува кај нас, поготово во балкански простори. И тоа е една така тешка вознемирувачка состојба која бара смирување. Најлесни се тие лекови зашто брзо делуваат, за 10 до 15 минути се веќе опуштен. Траат 5 до 6 часа, не лекуваат, значи не може да лечат оние анксиозни состојби, него смируваат. Ви дават мир неколку сати за да може да функционирате. После 6 сата повторно сте анксиозни нападни, зашто не се лекувате, само се имате препарат. Притискот врз матичните лекари има право да ги припишуваат, значи притискот врз нив е огромен и ќе му давам рецепта, боле да подобро да не го откачам само, што сака нека прави сам со себе, возрасен е, нека внимава. Што е едно, нели, одење по линија на послаб отпор. Се изненадив пациенти што сум имал од страна, например, бензопрепарат може 10 дена да добиеш само. Толку. Нема постепење. Ќе идеш на психијатар, ќе се лекуваш. А кај нас како со години може да го пиеш? Ќе земат со години. Да, мислам да сте чуда. Лоразепамот сега ни го снема, нели? Некои точки се појавува у лекот и го забранија во цела тоа е истиот лек од истата? истата? Најак бензодиазепам, значи појаки од лорамот и е многу адиктивен, кај луѓе што не знаат да го пијат, не го припишуваат. Тоест, да се дава во една склоп на една тешка депресија 10 до 15 дена и потоа се симиња и човекот да му олесни и после антидепресивот си зема својата функција, што е многу поблаг лек, не прави зависност, нели?
И луѓето, ја мислам, тоа беше катастрофа. Се оди во Косово, се оди во Србија, се купува таму, а трговија на настана со лоразепамот, тоа се стотици луѓе кои беа навлечени на тој лек и тоа е една страшна борба која се води, тивка борба, која не стига до реалноста, не ја гледаме, која се води меѓу луѓето за да се снајдат, пошто диазепамот не може да го замени лоразепамот, морате го огромни дози да земате за да таа абстиненција од лоразепам да ја надвладеете и тоа е страшно. Многу такви случаи. Добро, спомена за кај нас дека многу повеќе, мислам, јас имам таков впечаток, дека многу повеќе по линија на помален отпор, сега не знам тоа колку и луѓето во твојата фела го прават, припишувањето само на лекови, бидејќи знам многу луѓе што посетуваат психолог, мислам психијатар, а завршуваат само со години да пијат одредено апче и не мрдат од некој статус кво. Сега ме фати на тесно. Не има околу 300 психијатри во Македонија. Доволно ли се тоа? Премногу. Финска, Шведска и Норвешка нема толку психијатри заедно. Нормално, социјалниот работник има огромна улога, тука психологот има улога, али тимски. Кај нас сме расцепени, поделени. Психијатриот на една страна си има своја ординација, нема психолог, си препишеш лекче, дај и така. Психологот завршува некои психотерапии, гешталт најчесто и семина гледам, системска терапија многу завршуваат и се држат до тој. Ептен кога некој ќе заглави некој пациент, они го прекаат на психијатар. Го чуваат до максимум и они си знаат, нели? 2000 денари преглед, разговор не е малку. И ретко ги пуштаат на психијатар. Психијатарот од друга страна, поготово државниот, припишува лек и вика дојди за 3 месеци. Тој за мене не е психијатар. Еве ти леко и дојди за 3 месеци, дојди за месец ден. Не. Мора да го следите, да го пратите, да разговарате. Ако сте обучени на некоја психотераписка техника и да ја примените, поготово когнитивно-бихевиоралната, помага во однос на депресивите. Јас работам динамска психотерапија, нели, нешто што потекнува од Фройд намаму, која има успех, која е убава, добре и поготово отпаѓаат бензопрепаратите, а антидепресивите место со година ги пиете 3 до 6 месеци и потоа ги фрлате зашто стварате еден увид добар кој ви помага понатаму во животот. Мислам, цефалам се ја многу, али важно да разговарам со пациентот. Сакам да разговарам. Не може кај мене да дојде пациент, дај ми налаз, ми треба тој лек и да си оди. Не. Зашто го пиеш? Што е работава? Што е причината? Секаде постои некој стрес, секаде постои некоја причина. Дали во детство, кај што треба подлабоко да се разгледа, дали е некој притисок на работа, дали е харасмент на работа, дали е љубовни односи, љубовни прилики, семено насилство кој е многу присутно кај нас во последниот период. Секој се наоѓа причина за да човек западне во една таква криза да мора да побара психијатриска помош. Да не збориме за психози, тешки депресии и така. Кај најтешката шизофренија, ако разговарате, ќе имате резултат. Разбирате? Бар ќе го насочите социјално, како да се снајде, како да побара работа, како да побара друштво, како да се активира на мрежите, да најде пријатели, да напред на мрежа на пријатели. Сегде има успех доколку посветите внимание. И совет за младиве, разговарајте со пациентите, зборите со нив. Немојте, си разбирам, 15 минути имате термин или пола сат имате термин. Што ќе направите за пола сат во мој термин? Ништо не може да направите. Кога напишете наодот, веќе поминало времето. Следниот чука на врата, тропа на врата. И се изгуби оној вистински однос на доктор со пациент. Доктор со пациент. Со клиент кој има мак. Пациент е веќе, нели, она потешка состојба. Типак се тоа клиенти кои бараат помош ради различни причини. Старите психијатри многу разговараа. Да не ги спомнјам имињата, али гледам, по сат и пол останува со пациентот во разговор. Да е најтешка шизофренија, он разговара, наоѓа здрави елементи, ги следи кај пациентот и се труди да ги извади од она количество на психопатологија која он го продуцира.
што признам јас не го правеќе, али се трудам колку толку да можам да разговарам на едно хоризонтално демократско ниво со пациентот и што е најбитно да се договараме околу терапијата, за да створиме еден тераписки однос кај што он ќе биде искрен према мене и ќе ми каже пием овие лекови за тоа ми треба. Која е причината, од каде доаѓа? Која е стресната состојба што те довела до вакво количество на лекови да земаш? Дали сега, бидејќи премногу, не знаев дека кај нас има премногу доктори, дека 300 психијатри се премногу доктори, ама се чини како луѓето повеќе да се освестени сега дека треба да побараат помош. Ти работиш повеќе од 30 години, сменато ли е тоа низ годините? Да, многу. Поготово кај младата генерација, така да среќен сум што 80% од мојата работа се млади од 15-16 години до 25-30. Дали постои... Да, слободно. Дали постои време кога треба, ги спомена, ќе те прашам следно за анксиозност и за панични напади, како да знаеме кога е вистинското време да се јавиме и да побараме стручна помош? Затоа што, нели, постојат некои одредени стравови, па неки со треба да се снима, патуваш со авион, имаш некој тест во моментот и се слошило, се препотуваш, паничиш. Кога е паника што не е, да речеме, хронична, што не е секој ден, кога е времето кога треба да побараме стручна помош, а кога е нешто што ние самите може да си помогнеме, па не ни треба терапија и разговор со психијатар? Кога човек ќе осети некои психолошки симптоми, а тоа е главно анксиозност, како вид на страв, кој има и телесни феномени, дрhtавица, тресење, имитација на разни болештини, како што е ме стега срцето, небаве срцето боли, градна болка е тоа. А ова е една болка која е кардиостенична, нели? Стенокардична, извини, и која упатува на психолошки моменти. Да не добијам удар, да не паднам јавно пред сите, да не се струшам, да се струпалам, да ми се смеат и така. Така да, и пак е потребно едно следење, испитување, за не дај Боже, нели? Не сваќаме дека е психолошка состојбата, али... Ке некој може и не е. Може и да не е. Да. Има зашто инфарктот на срце, основното му е препотување и еден абнормален страв покрај болката градна, нели? Која може да биде неизразена, ако е заден инфаркт. Еден страв екзистенцијален, готово, се умира, човекот го осеќа тоа. И тој, ако погрешно го следиме како паничен атак, што сме направили, сме го тепале пациентот, нели? Ај бензото помага, ама со антидепресиви може да направиме беља, зашто има кардиоваскуларниот систем има ефекти. И затоа една проверка треба да се направи. И после тоа, ако пациентот свати дека е на психолошка основа, дека е малце трокирал на психолошки план, дека има некаков проблем, тоа е веќе пола излекување. Кој ќе престане да оди свесен за проблемот. Да, дека психолошки сум паднат. Нешто се слуша на психолошки план. Немир, страв, несоница, лоша комуникација со луѓе, разразливост, расправја со најмилото. И, значи, све се пореметува. Целиот наш систем социјален се пореметува. И тогаш треба да се побара помош. Не верувам тоа, што побрзо, подобро. Касниш, дојде последна година. Нема тоа. Психологијата не знае за време. Душата не знае за време. Него да се седне, да се разговара и да се даде еден севкупен третман, нели? Разговор со комбинација малку со лекови. Уште повако не треба лекови. Со разговор тоа да се разреши, кај што се по време со времето време многу се даде на, значи не морате некоја тешка длабока психотерапија, али да научите како да се релаксира мускулно, има вежби за мускулна релаксација и да научи да медитира со визуализација. Значи да се стави во една состојба на потполна смиреност, колку може, и да се визуализира еден убав свет кај што влегува во природата и со тие звуци и бои да се обиде да се помогне себе си, што неверојатно помогнало.
украдено од јогата, нели? Ја нарекувам медицинска јога, кај што нема филозофија многу, него директно се споредувате да научите како да дишете, тоест диафрагмално со стомак, и како да извршите една медитација кратка 50 минути која стави на релаксија на психолошка уравнотеженост. Добро, да објасниме, затоа што чисто пати заедно се споменуваат анксиозноста и паничните напади, што е што? Анксиозноста, од она теорија од која ја доаѓам, нели, е сигнал. Значи, виднан страв, ама не е страв, зашто стравот е од надворешен непријател, која не напаѓа, мечка, бегаме, така. Тој овозможил да се развие човештво, замисли да го нема од страв, нема да избегал никогаш. Ќе останал, ќе бил поништен. А анксиозноста е внатрешен страв, немир, кај што не ја знаеме причината, која ни дава еден сигнал дека нешто со нас не нешто во душата се трие, се удира, некои слики со лоши емоции се активираат и кои не водат во една состојба на неугодност, тегобност, непријатност, која не ни дава мир. Плюс тие загрижувачки мисли што се случува со нас, кои не можеме да ги отргнеме никако. Паниката и анксиозност од највисок степен. Значи, тоа е пароксизмален страв. Таа трае 2-3 минути, 5 највише. Се празни неверојатен страв, еден немир, една возбуда, која мислите дека полудувате или умирате, бегате од местото на страв, вриштите од психичка болка и чувствувате дека е готово. И со вас, и со светот. Анксиозноста трае, ве ништи, долго трајне, не може да се сузбие без помош или само помош, некој начин да си најдете само помош, а тоа е да извршите некои животни промени кои ќе водат во некој состојба кај што е намален стресот и кај што ќе може да се релаксирате и полека таа да попушти. Зашто ипак сигнал дека нешто лечи со вас, нешто грешно правите во животот. И додека паниката се јавува еднаш дневно, еднаш неделно, али толку исцрпува што станува анксиозност и антиципација на страв. Сега ќе ме тресне, сега ќе ме тресне, сега ќе ме мамне. И тој страв е пак една анксиозност загрижувачка, која исто ја води кон барање помош. Значи, тие се анксиозни расстройства, кои имаат само степен во квантитетот и квалитетот секако. Добро, значи пак свесноста дека имаш некоја состојба, да речеме, ете таа медицинска јога и други начини да си помогнеш на самиот себе, може да ја ублажат самата состојба. Може би не да ја ублажат, ама кога во моментот знаеш дека тоа ти е паничен напад, човек може сам да си помогне. Ако сте свесни за околината, да. Значи дека сте наоѓате во една состојба која е неповолна за вас. Така. Мора да се тргнете од изворот на стрес за да ви олесни. А што е стресот? Лошо работно место кое го преживувате само ради некоја екзистенцијална криза, нели? Фамилијата ќе остане без леп, па ќе трпам да ме третираат на работа. Ќе работам се. Состојба кај луѓе кои имаат капацитети, али не се снаоѓаат во животот, кои не можат да најдат свој начин на функционирање во современо време. Најстрашното, семејното насилство, кај нас жената трпи. Нели? Кај да одам? Нели, млатена, тепана, пијан, доаѓа маж, малтретира, и ќе отиде кај, ќе избега со децата кај мајка и кај таткој, нели? И ти речат, ти си го одбра. Тоа е типично македонско одговор. Ти си го одбра, ќе си го трпиш назад, ја не можам да те рана веќе. И пак се враќа во средината. Нормално таа жена ќе биде депресивна и анксиозна и секаква психолошка состојба и психосоматски состојби ќе се соберат и све врз неа. Зашто не се трга од изворот на стресот. Не е способна, ниту економски, ниту психолошки, не е припремена да се справи со она што ја малтретира, во буквална смисла.
Колку дополнително тоа Кај ги нас- влошува состојбите, не само кога стана збор за семено насилство, еве, го спомена и работно место, нека е тоа некоја врска, пријателство, место на живење. Ако мора да се тргнеме од стресот, а се враќаме на стресот, може ли тоа многу повеќе да ги влоши работите? Па не да сме на самиот почеток, туку да е многу потешко. Така е, полно си во право. Се трпи во име на нешто, се трпи во име на децата, се трпи во име на комшиите што ќе кажат. Се трпи во име на социјална состојба. За жал, и мазохистички црти кај некои жени. Убаво е да ги бидат млатени. Супер им е, браво, домеќин, истински вреден, дојде од работа и степај ме. Тоа е пак и од општеството. Јас, тоа е одобрено, тоа е одобрено. Колку семено насилство има во Македонија, дал колку се осудени, еден, двајца што знам, по една-две години затвор за тешки телесни повреди. Дури и за убиства, никои од нив не се ни осудени. Тоа е ужас. И така да, али колку може да трае тоа година, да веќе трпите 20. На 20-та година ќе ви се деси една депресија која ќе доведе до суицидалност. А од друга страна, Тоа што ништо не заборава душата, све се таложи, не. Убаво рекол народот. Се собрал и некој има големо количество на капацитет да издржи, да поднесе психолошки. Некој има помал. Ама и тој што има голем капацитет ќе стигне до крај до лончето и тоа почне да истекува, нема да капе. Ќе истекува на тешка депресија, на тешка состојба психолошка која води кон разни пореметувања. а дали после акумулирање на еден таков стрес и на било што нели ни прави немир, кој да е стресорот, со години може да прерасне и да понатаму треба еве да го лекувате како траума? Дали едното со другото влече паралели? Да, добро, тоа е тоа. Стресот секогаш е травматски. Нема штука. Безмилосно е тоа. Значи, по травма да разбираш што е системот на телото како реагира. Да. Значи, концентрацијата на кортизол расте. Повеќе на стрес, така? Да, хормонот на стрес. Ги разнишува сите можни мозочни рецептори и води во една хронична состојба која може да биде и соматска, психосоматска, висок крвен притисок, срцеви заболувања, тиреоидеа жена, зашто имаме ние толку тиреоидеа жена. Сега втора жена страда од хипер или хипотиреоидизм. И пак психосоматска болест, колку и да се кажуваат сега за разни состојби на аутоимуност или ова или она. И пак е тоа една психосоматска болест. Да, кога сме веќе кај тоа многу Иритабилно црево, тоа се многу состојби кои не само психолошки, него и телесно страда под еден хроничен стрес и кој е преиден во една потешка травма за личноста која веќе не знае како да се справи со него. Па да, многу пати и Што помислам и човек му е многу полесно да биде телесно оболен. Болест е тоа е од Господе, што да правиме, така е, генетски, менетски, се правдаме луѓе. И кој ќе да призна дека психолошки бил или под стрес или измачуван и дошло до тие состојби ради стресогениот фактор. дали тоа може би влие и тоа што ние каскаме, да речеме, например, со просечната возраст, нели, тука во Македонија и тоа што, например, во една Шпанија луѓето живеат повеќе од 90 години, а кај нас таа граница е можеби спуштена за 10-12 години. Самиот квалитет на живот, околината, па стресот во кој сме постојано, веројатно допринесува за многу луѓе да страдаат и од хронични болести, да се разболуваат почесто. Па, сигурно, сиромаштијата води кон неквалитетна исхрана, која има огромно влијание на организмот. Нашата исхрана е најдобра. Зеленчук и овоштие, претек, тоа ако би се јадело би било добро. Сега, дали е тој продукт на едно современо време, кај што брзата храна е ненормално расширена меѓу младиве, кои овие години не ја осеќаат действото нејзино, него покасно доаѓаат. Се чуда млад човек со холестерол огромни, 20-21 година, обезитет, нели, дебел, постил гради, нели,
дечко од 22 години, не вежба, не трча, јаде хамбургери, бута, пласети, чуда, нели, донети и катастрофални состојби се. Крвна слика, ужас, да се чудите. Он не ги чувствува тие тегоби, они долги стази тие ќе го поништат. Ускратат живот 10-20 години. И дополнително и Плюс брзиот живот. алкохол, ние сме познати по пиење. Медицината дозволува. Светска здравствена организација опишала што е социјабилно пиење. Пиење во некои нормални социјални рамки. Тоа е чашка, две, едно пиво, дури и поволно за крвниот систем, али не и опивање. Секојдневно пиење без јадење од сабајле уште чашката ракија, кој што многу млади ја користат сега, за да се смират, добар седатив и ајде сега ќе функционирам, ќе трчам, дено да го исполнам. Многу се тоа. Значи и сиромаштијата влие нормално, што народот сепак нема. Нема здрави навики, нема ниво на да се подучи во едно хигиенско здравствено смер и така да секојдневната борба за екзистенција го води да не знае што е добро, што не е добро. И една групација, сигурно 2-30% од популацијата, која прекомерно, претерано зема нездрава храна. Да не збориме сега што е тоа, нели? Го спомина со чашката две од сабајле, што кај нас е повеќе дел од фолклорот, дека навика е тоа, нели, чорба, ракија, сабајле. Има ли многу луѓе, па и вака низ години во твојата работа, па и сега луѓе што се лечат од алкохолизам, затоа што е тоа една тешка зависност? Постои оделение во психијатриска болница Скопје, кај што лежат хронични алкохоличари, кои веќе тотално се изгорализирале своето здравје или паднале во делириум тременс поради нагло преки со пиењето, не се прави тоа така. Не е тоа лесен процес на одвекување од алкохолот. И постојат неколку клубови на лечени алкохоличари, значи луѓе кои ги прифаќаат алкохоличарите, пошто еднаш алкохоличар, цел живот алкохоличар, независно дали е пие или не пие, мора да внимава цел живот, како што и со зависноста друга, и кои се приклучуваат кон тие клубови, кај што имаат релативно добри услови и кај што има едно така социјално убаво однесување на самопомагање, кој ќе направи некој слип, значи ќе падне алкохол, да трчаат, помагаат фамилиарна терапија и така да многу убави беа тие години на златото време на психијатријата, негде од 2090 до 2010, кој за жал замина. Кај што сега нема кај да се подкрепат многу алкохоличарите и така да бројот е огромен. Мислам дека имаме 100.000 хронични алкохоличари во Македонија, Што е многу. кои се извор на цела несреќа. 90% од сообраќајните незгодни се направени под алкохол. Сите убиства, самоубиства се воглавно направени под дејство на алкохол. Така да тоа е една страшна патологија која и ние загрозува државата. А нешто да сме презбеле, не. Пошто нас алкохол не е добар ден, не е скоп на наша традиција, али нашите дедовци ќе земеа, ќе се најадат, па ќе испијат чашка ракија. Ќе одат да копаат у нива. Па јасно. Ќе се испразне и готово. А сега се пие на празно, кој директно влијае на сите можни психолошки функции, особено рефлексните, кај што се прават страшни трагедии. А нешто околу тоа посебно да е превземено, особено во последниот период, не. За жал настана една модернизација на психијатријата. Знаеш, стрес е поврзано со стрес и алкохолот е поврзан со стресот. Лошо живеете, ќе се затопите, ќе се изгубите. Другите исто поврзано. Се е поврзано со стресните состојби, кај што незадоволството во животот го топите со алкохол или било која друга и доживувате привремено губење на меморијата во таква токсична состојба. Добро, нивната
Мислам, состојбата на алкохолизам, освен што нели самата зависност мора да биде лекувана како и останатите, тука ви ги споменала и луѓето што се во казнено-поправните домови, дали ние сме, барем не сме ни приближно, дали барем имаме нешто малку што се прави во однос на ресоциализација и реинтеграција во општеството на тие групи, во кои верувам дека психијатрите треба да имаат еден голем удел во спремање на тие луѓе да се вратат нормално во општеството и да бидат дел од истото. Се срамам да ти кажам дека не знам за такви програми. Не постојат. Во склоп на затворските служби има педагог, социјален работник кој би требало да врши таа ресоциализација, али после тоа секој што излага од таква институција е препуштен сам на себе. Ако има да се закачи за некои социјални столбови, може и да ќе се излечи. Очигледно тоа се све рецидивисти кои немаат шанса за никакво живење. Затоа и во оваква мала земја ние имаме 5-6 негде околу 3000 луѓе по затвори и уште толку чекаат да влезат во нив. Па нели се правио законско улеснување за да се скратат. И сигурно рецидивизмот е огромен, тука 70-80% е огромен, кој ги враќа луѓето пак да продолжат по тој пат. Зашто немаат каде што, немаме служби на пробација. Значи, еден пробен официр за пробација, за условно, да ве следи, прати, да ви најде работа, да ви ангажира место, најде платичка, нели, некоја сигурност и да ве предупреди у секое време дека ве следи, ве прати, нека знае што правите и како правите. И нормално дека нема да посегнете веднаш по криминално однесување. Зборам за оние најдолната група на разбойници, лопови, чепчи по автобуси и така. Политичка група никој не може да излечи. Тоа е сигурно. Али тоа е огромен дел од нив. И каде што мислам дека не им даваме никакви шанси на тие луѓе да успеат. А што е со зависниците, со оние кои биле хоспитализирани во, да речеме во Бардовци и Демирхисар, каде што и условите се такви какви што? Тие се врзани за таа институција, зашто го дава метадонот и уште метадон. А овие помладиве групи не гледам дека се лекува некој, освен вака приватни ординации, кај што е дискрецијата по безбедна организирана, кај што е примерна дискреција, зашто ипак се тоа бизнисмени, деца на повидни луѓе кои не сакаат да бидат нивниот идентитет биде откриен. А оваа групација што е на тешки зависници е пропадната, метадон и ништо друго. Добро, а колку во услови, кога сме веќе 2023, не знам како е по Европа, по светот, колку па и се потребни такви институции, колку е потребно да мора пациенти кои имаат, да речеме, психички проблем, биле горе на клиника на психијатрија, ги праќаат на Бардовци, која е потребата во денешно време од имање на такви стрикни, затворени институции, за да му се помогне на некој ментално да закрепне? Стигнаме до уште една болна точка. Значи, Македонија на овој краток мал простор, мал простор, постојат 3 психијатриски болници, значи болница Скопје, Рогобатно кажано Бардовци, Демирхисар и Негорци. Условите таму се тешки. Според мене таму нема лекување, него чување на пациентите. Многу од нив се отфрлени од своите семејства, деправирани од своите права, особено на живење, на простор. Имаат по некоја ситна помош социјална или нега, која зема друг, и од која они не може да преживеат во општеството. Мора да се кажеме дека во Италија се забранети. Значи, институција, ментална институција како засебен идентитет не може да постои. Забранети се. Може во склоп на некоја болница да има неколку кревети за психијатрија. Психијатриски кревети. Кај што обучени луѓе ве дочекуваат, да спремаат, немирот го средуваат
и почнуваат и со тоа влагате во еден процес на ресоциализација и рехабилитација, односно чувено кажано сега инклузија во општеството. Значи, од тој систем одма влегувате во Центар за ментално здравје, кај што ви се возможува лепеза на активности. За жал ги имаме ние од 2000-те години, тогаш беше под влијание на директна управа на Светска здравствена организација се организираше една убава ментална служба. Во Бардовци Каде што не, во Центарот за ментално здравје, во Центари за ментално здравје кои се одвоени. Тие се под Бардовци, али се одвоени единици, кај што се организираше деинституционализација на пациенти кои по 10-20 години биле во Бардовци, се превземаа во центрите, тука спиеа, јадеа, се спремаа и кај што беа на една обука за буквално да се научат како да живеат во новото време. Парите не ги познаваат тогаш. Ме разбирате? Не знае преку улица да предат. Не може до зелено пазарче да стигнат. Не знае, нема појма каде е градот, што е градот, се чуде. И полека ние пребеваме така да од 60 пациенти успеавме да ги и општеството е проект, може и други доктори беа побитни, каде што 60 пациенти се сместија во своји домови. Значи не дозволивме да дојка родител жив, тој се грижи за вас. Брат, сестра не, веќе си има своја фамилија и ве отфрла. Али сака да го прибере имотот. Не, она што му припаѓа на пациентот го добиваше, кај што во еден стан од 60 квадрати се сместува 4 пациенти. Со своите минимални приходи научија како да социјално преживеат. И долги години, верувам и до денеска дека ги има обстанал тој период. Али кога државата требаше да го преземе проектот од СЗО, нормално отпадна тој и почна пак повторно прибирање по болници. Така да има хронични оделенија, не сме да се викаат болница, кај што има само нега, ништо друго. Како да кажам, се старечки домови со стари пациенти, со стари лица, може некои помлади веќе ако се главиле таму. И еве сега се фалат го обновиле интерното оделение во болница Бардовци. Ме сваќате. Значи сега пациент што има дијагноза шизофренија, ќе обичниот лекар ќе рече не бегај, ти имаш во Бардовци интерно оделение, таму ќе се лекуваш. Која ужасна сегрегација. Ме разбираш? Значи, оди во Бардовци, таму имаш интерно оделение. И они го обновија оделението, се стикаше министерот, чуда, а тоа е катастрофа. За усклопна болница, пациент не може да добие вистинска нега, таму има еден интернист, што ќе ги прави тој? Него се треба повеќе интернистички, субспецијалистички прегледи, не може да ги добиеш заради тоа оделение. Има во Бардовци интернист. И, значи, се фрлаат пари огромни во дупки, од зидови, нели, кај што нема никаков облик од зборот ресоциализација, рехабилитација и повторно враќање во општеството. Нема нула од тоа. Кое мора да се на некој начин прекине и парите да одат таму кај што треба во развој на центри за ментално здравје, кај што пациентот доаѓа, се дружи, работи, испива кафе, влегува некоја активност. Углавном тоа се уметнички активности со сликање, цртање, глина, работење. Во Италија е театар направен од нив. Не може да познат кој доктор, кој е пациент, се чуделе луѓето во Трсте тоа. Тој проект направен. Во пицерија работат сите, пицеријата се затвора, почнува театарот, се чудат луѓе, не може да сватат. Најпосетено место во Трст беше пред некоја година. А кај нас ништо. Катастрофа. Бидејќи немаме доволно центри, дали еден и два работат, и низ цела Македонија, па и да не зборувам. Може Ма нешто нема прилепа или доволно така. персонал. Сигурно. Али затоа што има неквалификувани болнички кадар од партијеве бутнати во болници, така? Болничар. Секој може да биде болничар. Бутни го, Бардовци си го обезбедил, тој лепел плакати, нели, трчал за партијата и ќе го запостиш. Може да му даеш да бъде условија, така, иде каде се. Место да се оди на... Немаме веќе терапеути во менталното здравје. Последниот има 75 години. Уште работи го гледа по телевизија, трча. А добро. И така. Имаме многу социјални работници, имаме психолози многу кои не се вклучени во овој систем на рехабилитација на пациенти. Било да се шизофрени, било да се депресивни. А тоа треба било некој да се државата сами системот да ги вклучи заедно. Апсолутно.
А и секцијата психијатриска нешто посебно. Знаеш како, собереме на психијатрија, најнови сознанија, еве дојде и кај нас, вакви лекови, такви лекови, а слабо разборуваме за овој социјален аспект на психијатријата кој е многу поважен од било што. Добро, колку е самата држава низ годините, зашто имаш почнато и да работиш во претходната држава, нели во Југославија, колку самата држава вас како лекари, не само еве на психијатрија, ама на психијатри, ви овозможува вие да се градите во кариерата и еве, не само за лекови дека има нови лекови, па ве викнал некој да ви ги презентира или дошол во ординација, туку баш и за техниките на лекување, за како е во светот, како е кај нас, некоја стручна литература или тоа треба сам да се најдеш? Све индивидуално. Мојата специализација беше солидна, ипак беа професор Мицев, професор Алексиевски, Јовев, Кировски, така. Убави. Ама тогаш се сменати работите, кои те учи како лекар? И од нив доста научивме, факт е тоа, во било кој смер. Од аспект да се стално имаше некои собиранки кај што се разговараше многу. Многу зборувавме, делеме. Сега сме поделени, секој на своја страна. Секој си го гледа својот интерес и бизнис, да го одржи и тоа е тоа. Може би има некоја работа сега, не сакам да критикувам клиника за психијатрија, али сметам дека се помалку и помалку се посветува на тој едукативен момент, кај што мораш сам да платиш за да се обучиш во некој психотерапски дел. Ти ќе добиеш специализација за психотерапија, али кој ќе ти ја презентира, дели? Сепак центрите за психотерапија се надвор од кај нас, нели? Што многу чини, многу чини. Така да све е индивидуално, како од својот интерес. Али сепак испаѓа на најлесното, напиши лекови, оди си дома. Да, па доколку и Па што даде Господ? Па и самото го спомна, ако имаат во државни особено, ако има, тоа е веќе кај матичните. Ако имаш само ти за 10 до 15 минути за пациент, дури нематичен лекар не може да го прегледа пациентот, а не па ако отидеш на психијатар дека можеш за 15 минути, па ни за половина час да завршиш работа. А криво ми е, пари има. Многу пари има. Добро, тоа понатаму Извини, вака може ќе бидам еретик, ама еве на операција од јетра сега што беше, нели, се слика, се прави, се ова, се оно, кошто 70-100.000 евра. Две ќе направите такви в Загреб. Поевтино е, него кај нас. Ме разбирате? Сигурен сум во тоа дека во Загреб е поевтино, што е центар на трансплантација за Европа. Морало кај нас да има, да се водиме. Или, мислам, јадни луѓе што доаѓаат до таа состојба. Ама, дали подобре држава да го прати на страна, за да се заштедат некои пари кои би се усмериле таму кај што треба, нели? Пошто состојбата со ментално здравје во Македонија е катастрофално. Многу лошо. Ама тоа е невидлива. Тоа е меѓу нас. Кој ќе стане, јас сум болен од шизофренија и дајте ми можности да се вратам во живот. Никој. Кој ќе излезе? Јас сум депресивец, 20 години, што да правам? Со себе. Ме разбирате? Ме разбираш уствари, извини. И тука е тоа на страшното, сваќаш? Па не, тука доаѓаме... Секој чести за овие што се борат за болестите. Тоа се ненормални пари кои се дават за ретките болести. И ние се сликаме дека во 2020 и некоја има трансплантација. А никој не го посветува на менталното здравје, кај што секој 30% од нацијата страда од некој ментално заболување. 30%. Сегаш, која е тоа бројка? Која е тоа бројка? Кава мала држава. Ако не сме ние, некој што го знаеме. Од бедните луѓе, сиромаштиите луѓе, што нели партиви се повикуваат на нив, живеат од 6 денари, тие се акробати, разбираш, жонглери, знаат да преживеат со 60 денари на ден. Зашто знаат што е сиромаштијата и што не им се дала можноста за никаков прогрес во животот. Сами се сноѓаат, сами се борат. Тука доаѓаме до моментот и за... Нели, во Њујорк имаш по улици шетат. Таму има бар шелтери, нели, па ќе ги избањат, ќе ги дотерат, ќе ги вратат назад на улица. Во Калифорнија им прават шатори, во тие шатори живеат. Така, ни Америка не може да ги издржи.
па камо ли ние со ништо. Али сепак дај на тие луѓе да им помогнеме нешто, да направиме нешто за нив. Што состојбата е ужасна, а плива испод површината, не искача нигде, нема пикови, нема одинствено не дај Боже некој нешто да направи, некоја белја да испотепа некого, па еве го, шизофреничар, убил. Нели тука може да мислам да го споменеме тоа дека ние имаме недостаток на солидарност затоа што иното влече со другото, затоа што па нас не ни е гајля за ако некој бил за имаше едно истражување на МЦМС дека као 70% од луѓето не би сакале да живеат до некој што е геј, не би сакале да живеат 80% до некој што е зависник. Далеку одиш. И сега ние нели зборуваме зошто државата не дава пари да ги ресоциализира тие луѓе кога ние не би сакале да сакаме да живееме до некој што е од друга партија, ама ако е геј не сакаме да живееме или ако е зависник. За шал има Господи Мозел, ние не смееме да ми враќаме. Тоа е едно мислење кое владее. Сите се плашат од болни луѓе ментално. Сите мислат дека се тоа голи вицат по кој Фелини филмот што беше се качи на дрво, намачкан со да не речем што, и вреска се дере. Така ги замислуваме луѓето со ментални заболувања. Таа ни е нашата перцепција. И сакаме да го поништиме тој проблем. Нема тоа, не постои, разбираш. Да го игнорираме. Да го игнорираме. Он седи и лежи тука. Сите што се по околина по улици што шетаат се ментално заболени, шизофреничари се. Мене ги просат пред Сегин, има на площад. Само ги пририпувам. Така? Кој се заинтересирал нешто да им помогне, да ги прибере центар, да ги избања дотера, да им каже нешто, да им даде па лифлет некој за како да се преживее, да ги опреми со лекови. И така, главните психијатрски лекови се за пари. Најдобрите антидепресиви се по 1600 денара месечно, 1500, се скапо. Најдобриот антипсихотик е 1500 денари исто, скапо. Кој ќе плаќа за него? Значи, ако си депресивен или ако ти фали нешто, треба и пари да имаш. Ако немаш пари... Скап спорт. Се шегам. Убаво што допреме темата, ти благодарам многу, али нешто треба да се направи. Имаше убави обиди, пропадна. Ние сме си виновни за тоа. Чутиме. Заедно со пациентиве. Заклучи се ординација, збори се, направи си обед, оди си дома. Него амплифицираме проблемот на она ниво кој што треба. А Македонија е ментално оболена држава. Еве стојам за тоа. Ако работите и да со овој тренд ќе биде ли полошо? Секогаш може да биде полошо. Секогаш може да биде полошо. Дали е тоа така и во регионов, еве од тоа што самиот знаеш, што читаш, што следиш, глобален ли ова е проблем, а во држави како нашава е само поизразен? Па Србија е исто, детето што напиши испотепа другачија, да? Нели? Тоа е страшен проблем. И таму се стана едно денонцијација на пациентите, пикање по болници. И таму ги има купишта. Бугарија нема ни психијатри, што нешто пратама, нема ни еден психијатар, сите се избегани во Европа. Грција е сигурно подобар проблем, таму има веќе поголема солидарност, црквата работи подобро и така. За Албанија да збориме, Косово е неверојатно лоша состојба. Тоа е тоа. До Италија, Хрватска, Словенија нормално се и по економски појаки, Словенија особено, таму веќе системот на ментално здравје е многу повисок ниво. Од аспект на пари на организација, сигурно нема толку психијатри. Од Италија е веќе рај. Добро, јас имав впечаток дека нема у Македонија толку психијатри и дека не многу луѓе кога ќе завршат, нели бидејќи прво треба да се заврши општа медицина, дека не толку луѓе сакаат да се во психијатрија, ама не знаев дека има толку многу во мала држава. Па, специализацијата е релативно лесна, 4 години. Не ви треба никаква опрема, осим себе да се дадете со пациентите. Ако сака да се дадете, ако не мора, кој те гледа, кој те евалуира, кој те прати, кој те следи. И таа е состојбата. А како е после... Никој не сваќа дека психијатрот има и свој социјален
момент. Психијатрија има и социјален аспект, нема само медицински, него има социјален. Значи мора да се грижи за својот пациент кој е немоќен, значи да му биде адвокат на пациентот, што не може да се одбрани. Не може, или нема сила, се срами, што сегрегација од општеството, етикетирањето, нели е страшно. Овде на чело ти пишува. Да, Може се вработиш. срамота. На мој термин, доаѓа дечко, сум го прегледал 2002 и за вработување нешто, ти има на, уствари, кога беше мој термин? 2010, кога стана? Показно По 40 да. мој термин, сум напишал диагноза психоза F23, бил тогаш. Ама му поминала, сега си е добар. А вика, те има во системот, запиша си, не можеш, вика, не можеш да го поминеш тестот за вработување. Може да замислиш и тоа е. Тоа мислам дека не постои никаде. Освен Кој сака земји да, кај да ми нас. го отвора десието и да гледа здравствениот картон. Кој сака може сега преку мој термин. Па добро, по таа логика што нема да те прими некој ако имаш диабетис, да не ти се слоши, како може некој да ти види... Ја имам диабет, не можам да се осигурам. Не ме прифаќа Да. осигурителни тако пари. И исто ти е. Си, Секој начин. Али, овде е пострашно, секој случај. Може да се Не, знаеш пострашен е, Али, овде е многу страшно. пострашен е самиот момент, и еве прв пат го слушам ова, дека некој може да ти влезе во досието и тоа да биде Ова предуслов дали ќе бидеш примен на работа. Мислам, самото тоа Не, дека некој комисијата. може да ти... Тоа е против закон. Комисијата Валјда е што? противзаконски по Е, ма, кај на се бива. медицински историја некој да ти Се бива. чита. Матичниот лекар ти ја знае, кому сака може да ја каже, специјалиста еден, преоги од друга специјалност, он ја гледа, се е тоа отворено. Табула раса. Да тоа во нормална земја би требало да се одговара, ама Да, тука не затвор знам да колку има, да, во затвор да суди, тука не знам ни колку последици има. Тајност. Здравствената состојба е мора да биде тајна. Да, тоа и во медиуми многу пати имаат излегувано работи, нели од извори блиски, ние сите се знаеме во Македонија, во Скопје, излегуваат работи што не би требало да може некој да ги знае. Така. Ке те прашав тоа, ми почна ми кажеш за дечкото, кој ги лечи кај нас психијатрите? Ако вие ги лекувате сите други? Постојат ли програми, постојат ли психијатри кои лекуваат психијатри, кои зборуваат со психијатри, да речем? Би требало да се има супервизија. Значи, млад психијатар да оди кај постариот ментор кој му бил и со него да разговара за одредени случаи и за она што се вика контратрансфер. Како се чувствува за време на лекување на случајот на пациентот, затоа никој не е имун на таа емоционална болка која ја претрпуваме ние. Не постои. Тоа, затоа што... Секој си е сам со себе. Значи мора веројатно на друг начин. Не е тоа катарза, ама тој момент каде што... Е катарза. Па е катарза. Современна катарза. Постои ли тоа во светот во Европа каде што еден психијатар оди кај Мора. неговиот колега? Мора. Кај нас го немало никогаш или го нема сега? Па индивидуално, според своји потреби. Повеќе колеги од иста возраст сме се собирале и сме разговарале за поедини случаи, и тоа е на доброволна база. Светот мораш да одиш. Мораш да имаш супервизија. Што, мислам, што би Он помогнало? ти плаќа пациенти негови, може да се човек тоа е 70 години, ти праќа своји пациенти, ти ги лекуваш и после разговараш со него околу третманот и што чувствуваш за време на третманот. Значи, Дали себе тоа се освен за своето здравје помага Апсолутно. понатаму и во Не само за здравје, него за ефикасноста во работата. за ефикасноста во работата, Јасно. да. Пошто заморот тука е многу битен. Заморот е Брнал главно. синдромот е многу голем кај психијатрот и затоа најво повторно се раѓа напише лекови и бегај. Брнаут кај нас, мислам дека не кај нас, веќе и во светот глобално е многу појава што се појавува многу почесто, верувам кај вас и многу почесто од другите професии. Секоја професија што лекува, нели, пациенти со кои зборуваш со други луѓе е многу честа. Друго една работа ќе да прашав, бидејќи се збориме и за катарза и за све, преска траумите малку ги споменав.
колку кај нас, те прашав за трумата самата на телото, но колку и кај нас има луѓе што се лекуваат од PTSD, сега не ми текнува посттравматске да, PTSD река, не знам, посттравматик стрес дисордер. Колку кај нас во едно вакво општество постои тоа како состојба и се лекуваат луѓе од тоа? Дали нешто лошо кога ќе ни се случило и тоа копање на тепих и криење на работи, или самиот PTSD не мора да се јави веднаш после травматичниот настан? Колку луѓе кај нас се јавуваат да побараат помош за таква травма една? Па добро, имаме ние состојби, нели? Транзиции, војни, луѓе осрамашувани преку ноќ, па и богатењето преку ноќ, и тоа е стресно, нели? Да се навикнеш на тие работи. А најстрашно е огромни пари стекнати, па губење на брзо пари, тоа е ужас, што многу луѓе настрада. Војни имаше состојби, собработа одустана тој проблем, од Косовската криза нааму, и поглавном третманот е комбиниран и постои една метода која порано многу повеќе применува, сега веќе не толку, тоа е психодрама. Значи една метода каде што личноста, клиентот на еден драмски начин го изигрува травматскиот момент, кај што се обидува да направиме една катарза, која многу олеснува, и после неа да се направат увиди, што дава одлични резултати кај неа. Порано имаме и групи психодрамски кај што го работиме тоа, сега главно во склоп на индивидуална терапија и мислам дека добро оди. Во склоп на обуката од психодрама, многу млади, особено психолози и социјални работници, влегува во овој домен на травматизирани жртви, на насилство особено, кај што исто така може многу да помогнат. Не те прашам затоа што сега гледам периодов и по Facebook и книги некои што се издаваат, особено после експанзијата на делото на Гавор Мате, го знаеш си како си читал, си чул. Се почнува да се зборува повторно многу за траумите, дали се тоа од детство, дали се од некој друг немил настан, дали е тоа поврзано со војна, со некое насилство и така натаму. Затоа баш и те прашав за тоа, затоа што некако сега одново пак како прашање се отвара многу. Времето е ужасно. Од Украина нааму, или не донесе војна во Европа, со Израел, белградскиот настан страшно влијаше, нели, на малиот, и спотепа 13 на деца. Недостапноста на оружје во Македонија, што имаме голема среќа, оневозможи да имаме таков случај кај нас. Тоа е гарантирано. Што би предизвикал еден бум, страшен психолошки удар. 22 лица испотепа војник во Америка сега, не знам кое место, никад чува, некојаш не сум чул за тоа место, ја го бркаат по планини. Значи, тие се тие општи катастрофи кои неверојатно влијаат на луѓето, да се чувствуваат небезбедни, несигурни, да не веруваат во другите луѓе, да се собиваат, да се прибиваат, да се изолираат, една општа сомничавост, расипување на врските со една патолошка љубомора. Тоа го има многу често кај нас. И најноставно квалитетот на живот да стигне до нула. Како да се надвладее тоа? Со се социјални и огромни реагирање. Време е веќе за тоа. Најпрост пример. Во Унгарија имаше најголем број на самоубиства во свет. Сега има најмалку. Зошто? Спроведена силна акција. Од тој проклет телефон, нели, да се јавиш на апел телефон, до институции кај што е лесно приводливо, кај што си заштитен, кај што има дискреција,
да дојдеш, да се кажеш, да се отвориш. И тоа им помага на луѓето највеќе. Македонија е веќе зрела за такви некои општествени акции, широки акции, кај што населението би добило каква таква утеха и би се демпфирале, би се намалиле овие страшни удари врз нас. Дали уназад Мада ние сме сепак на ниво на преживување економско, тоа е кај нас најважно, па друго потоа дигаме главата и не интересира нешто друго, али во принцип време е за некои такви активности. Дали уназадувањето на човековите права, што сега некако ми изгледа дека е така во Македонија, па и во други земји, и во Европа, и во светот, во смисла на тие цели антиродови движења, кампањи против геј популацијата, исто така допринесуваат кон нарушено ментално здравје, еден општ немир на една голема популација и во Македонија и во светот, затоа што некако и со човековите права, дали тоа станува збор за геј популацијата, дали станува збор за жените, не враќаат назад, да речеме, со самата самосвесност, со склонноста кон депресија, кон анксиозност. Види, кај тие групации ценам што они се штитат себе си. Не остануваат они некој член свој незгрешен. Ме разбираш? Лесно доаѓа на терапија, нормално не ги лекувам од сексуалната перверзија, како што ги кажа порано, него разговараме за обични животни проблеми, стигматизација е така извршена нив. Колку си заљубени, пропаднати љубови, има тука нели секакви проблеми кои се исти како на нашите, не е тоа ништо и со нив работам како со секој обичен човек. И доста ги доаѓаат во мојата ординација, може и знаат дека сум тој аспект по-либерален, нема да оставам на хомосексуалец инекции тестостерон да го претворам во мажак, нели? Тоа нема да ми се деси, али дека ќе разговараме за неговите животни прашања, ќе разговараме. Од тоа, кога прв пат се почувствувал, како се почувствувал и кој е бил тој момент, нели? Тоа лично мене ме интересира, повеќе него не го интересира. Како е тој период да ја преминеш таа граница и веќе да почнеш да практикуваш тој тип на секс и тој стил на живот. И така да се многу убави моменти, тие општествено крај нас е катастрофа, нели, нема тука милост за нив. Еве, на конзервативна средина, след новиот иден председател на Грција, кој дојде со својот маж, нели? След на атинските аеродроми, него ќе го избере на конзервативна Грција, ќе го избере за Каде што црквата има голем многу, кај нас не можеме да збориме за такво нешто. Луѓето почнаа да интересира дека тој е амерички грк, кој опознава добро системот, економиста, со добри школи. Тоа е интересно, а не што е по сексуална ориентација, нели? Луѓето се практични. Кај нас во тој аспект што треба да го мислам да се прекине, се води двојни стандарди, двојни аршини. Значи јас имам семејство, фамилија, деца, ама на страна си практикувам. Тоа е кај мажите, сексуалци, сум го видел тоа многу. Чисто од страх од таа осуда, водат двоен живот. Жената го прифаќа, пошто не е вистинска превара тоа, нели? И се прави некој компромис без врска, кај што ни другиот партнер не е задоволен. Така. Однос на лесбиската популација се доста конзистентни, доста се ориентни у смисла на самопомош, ислушување, собирање и така. Не те прашав за тоа затоа што сексуалната не ја познавам, за жал. Гледам дека постои, ама некакви контакти не сум имал. Не те прашав затоа што колку во услови во една земја каде што луѓе не може да се чувствуваат слободни, без разлика на тоа дали е со кого спијат, каде искачаат, каде одат, што работат, како би можело да имаме ние добра ментална хигиена и да сме здрави во главата ако не сме слободни. Ми беше и во таа насока повеќе прашањето. Ретки се тие што отворено се изразуваат, пошто знаат каква средина живеат, знаат дека ќе бидат осудени,
ќе бидат лишени од основните права за работа, за живот, за дишење, за све. За се. Али некои храбри личности кои може да го поднесат тоа, познавам неколку лекари и така, кои отворено зборува за својата хомосексуалност и не допира до нив тој социјален негативен аспект. Може да го поднесат тоа, значи као личности се може би појаки од нас, зашто Ама не кризата е ги секој натерала. така. А не е секој нормално, е пак јака личност. Сакам да кажам дека таа личност не само што поради тоа што е хомосексуална, па да е слаба личност, никаква личност или психопатска личност, а си здрава, нормална личност која може да поднесе било која стресна ситуација и да надвладе. Ме разбираш? Значи нема тука поделба тој отпиши го хомосексуалец. Тој е никаков, нема вез. Личност која работи, врвене у својата работа, помага на луѓе, има емпатија во него и така, да отворено зборува за своите проблеми и не се плаши од туѓата осуда. Мислам дека е малце и смешно и срамотно дека треба уште во денешнава година и денешниот ден да го збориме ова прашање, ама некако како да нема помрнување. Во Македонија си е тоа прашање кое не е мрдна до нула, нели? Треба да се работи на тоа, треба да се. Со ми самите учебници Информации, постоеше така, дека е јасно. болест, дека е настрано, претпоставувам. Уште полошо било во самите твои студии кога Јасно. Така е, професор напиша во книгата. Нека е перверзија. Тоа не е вистина. И од друга страна, скоро се признае нивните права. 80-90 години се избричани од психијатријата. Порано ги лекча со струи, со тестостерон ампули, со чуда, со свашта страшни експерименти вршеа врз нив за да ги преориентираат, што е бесмислено. После паузата, вака пред самиот крај, дали имаш некоја порака во насока на ова си што зборевме, што би сакал да ја пренесеш? Обично не ги прашувам гостите тоа, но бидејќи зборувавме за многу осетливи теми. Прво што ми текнува е да луѓето почнуваат да се организираат на било кој ниво. И на ниво на заедницата ЛГБТ, и на ниво на ментално здравје, поготово на тешките душевни заболувања, нели како што ги викаме, шизофренија, така што имаше некои обиди нивните родители се соберат да побараат помош, но не успеа. Така да ќе мора некој од нив да почна да работат на овој план, дека никој ништо не им може да добијат некоја осуда од некои групации кои се стварно минорни или никакви, дека македонскиот народ е сепак па и да кажеме сожалив, нели? Ќе искористиме и таа негова компонента, дека може да ги абсорбира и преку тие организации да се допринесе до едно поздраво и поубаво живење, кај што поединецот би имал многу поголеми шанси за успех да влезе во нормалните животни текови. Порака до младите психијатри на Македонија да се активираат на овој план, 100 пати ќе речам, психијатријата е социјална наука, значи има свој социјален снажен ефект. Психијатар е адвокат на својот пациент, он го штити, го заштитува, го брани од секакви надворешни удари, пошто пациентот психијатриски има претрпено многу. Прво, од самиот психијатар, неверојатно ужасни методи кои се примениле врз него во име на некакво здравје, од леукотомија, од електрошокови и такви моменти, што би требало овие млади луѓе да почнат да се организираат и на овој план. И тоа собирање на секции од еднаш у 3 месеци е веќе смешна ствар, смешна работа, повеќе да се организираат по некои групации кои што со својот пациент ќе соработуваат во име на подобро здравје за него и поубав живот, поудобен живот, здравје. Менталното здравје е пак релативна работа, нели? Секој човек може да се дотера во една состојба да може да профункционира, а каде, нели? Општеството треба да даде можност за да влезе во неговите токови.
Би сакал да има поголема соработка со светот. Не смееме да се затвориме, ако сме изолирани сме, немаме влијание од страна. Ќе дојде комисија за тортура еднаш у 2 години, ќе ги констатира ситуациите у психијатриските болници и ќе си отиде. Ништо не се превзема за промени. Синџирото беше и 2000-та, Синџирото е го и 2023-та. Си стои таму. Не мрда. Таа болница ужас. И така да мораме да на тој план да изградиме на соработка со светот и да ни помогнат во решавањето на овие страшни ситуации кои се во главном од економска природа. Пошто ресурси има, нема материјални нема потреба материјална за некои посериозни проекти кои би воделе кон општо подобрување на здравствената состојба на ментален план во Република Македонија. Ти благодарам. И тебе ти благодарам. Тоа е тоа. Чао.